видите секаков. Ова сигурно пампасот. Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Денес бев малце да купувам некои работи за Великден, затоа што оваа година сакам да декорирам и да направам поголема атмосфера, иако можеби нема да видиме дома за Великден, но сепак оваа година решив да си исполнам оваа желба. Затоа купив некои работи кои што ќе ги видите во ова видео. Тука имам една огромна кутија со многу работи и плюс некои други работи што не се само за Великден, туку за декорација за куќа. Па да почнеме. Почнуваме од великденските работи. Најпрвин овај украс многу ми се допадна, затоа што има различни бои и пишува Великден на германски. Мислам дека многу добро ќе ми се вклопи во новиот изглед на нашата дневна соба. Потоа купив ова мало пиле. До него има декорација со јајца и ми изгледаше многу прекрасно. Купив една бела саксија. Мислам, ова е дрво и се добива една ваква тегла, затоа што за една од орхидеите немам саксија. Па се реков тоа да биде нешто на бело или на беж. Потоа купив ова прекрасна чинија за вапцани јајца со зајаче во средината. И јас имам една ваква иста бела, само во форма на скршено јајце, знаете она. И затоа годинава одлучив нешто различно. Потоа купив стикери за јајцата, различни пилиња. Искрено немаше некој голем избор на стикери, па затоа ги зедов овие. Мислам дека ќе бидат добри. Зедов вакви форми за украсување на јајцата. Ова е форма на корупка на јајце која се става на вистинско јајце и може да се црта по формите, па ќе ви снимам видео кога ќе спремаме за Великден да видите како ова функционира. Ни јас искрено не знам. Се надевам ќе ми успее. Уште една чинија за јајца со зајаче во форма на срце. Планирам да правам гранка од дрво со јајца како лампиони. Затоа го купив ова, што е прекрасно. Изгледа вака, како кошничка, но како столче, како саксија, не знам како да кажам. И плюс ја купив оваа саксија, за да можам да ја ставам внатре, вака од прилика. И тука ќе ставам земја и една гранка, а таа гранка ќе ја ружам со овие украсни јајца кои што имаат како за запнување. Вакви купив две исти. Исто така ги купив овие со различни шарки и бои. Купив нешто малце жолто, за да ја разбие целата монотонија. Мислам дека зедов уште едно жолто. И зедов овие, што се исто така мешани мали и големи. Потоа го купив овај украс, што изгледа како количка со јајциња и на јајцината зајаче. Ова многу искрено ми се допадна, баш ми беше сладко. Сите беа многу убави, искрено не можев да се одлучам кој да го земам, кој не, и
Зедов од се по нешто. Зедов, отиме неколку работи. Да. Ова е за обесување на влезната врата, Среќен Великден на германски, кој има додатоци едно зајаче и 2 јајцина. Исто многу ми се допаѓа што имаат вакви детали, пердувчиња, мониста и такви работи. Зедов уште една кошничка со јајца, но ова е во неја нема пиле како првата. Ова точно не знам, мислам дека е за на врата или така нешто слично, но јас планирам да го обесам на таа гранка дрво што планирам да ја китам. Видете колку е сладко. Душичка. Обожавам такви работи. Друго зајаче. Уште едно зајаче за обесување. Со цветчина. И уште едно, кој што држи јајце. Купив уште еден украс кој планирав да го ставам некаде каде што ќе се гледа. И тука планирам исто да го ставам првото црвено јајце што ќе го вапцам, да биде како добро дојде Великден, така нешто слично. Видов едно видео на TikTok каде што вапцуваат јајца со вакви бои. Ако го најдам тоа видео, ќе ви го објавам. Се става ваква хартија, се става во алкохол, после тоа се витка јајцето и се остава така да се исуши, и кога ќе се извади хартијата, тие се шарени, затоа што овие хартии бојадисуваат. Тоа ќе го пробам дефинитивно, исто ќе можете да го видите во видеото каде што ќе се спремам за Великден. Бои за јајца. Јас веќе имам купено, не знам дали ви ги покажав. Мислам дека ви ги покажав во еден од претходните влогови, затоа што пред некоја година, како што знаете, нивниот Великден е пред нашиот и тие нивните бои се продаваат уште еден месец пред нивниот Великден. Јас не купив на време боја и таа година немав со што да вапцам јајца. И затоа сите други години купувам секогаш кога ќе видам дека има. Во ова пакување содржи жолта, портокалова, црвена, зелена и плава боја, 5 бои, основните. И ова кошташе €1, да. Не ви ги напишав цените, не ви кажав. На сите овие работи имаш 70% попуст, затоа што нивниот Великден помина, така да овие работи се сега на попуст. Така мене ми одговара да ги купувам сега. Потоа имам уште еден украс, Среќен Великден. Купив една кошничка. Уште едно пакување жолти јајца за гранката. Искрено не сум сигурна дали некој украс ги купив 2 пати, не знам. Ево уште едно зајаче. И ова ми е едно од омилените. Прекрасно е. Купив и едно како чаршавче за маса, баш се ќе го отворам. Ако можете да видите, за вакви се купувам секоја година, ги постилам за празникот. Секоја година купувам премногу шарење, оваа година малце намалих со различни бои. Сега може да преминеме на овие работи. Тука купив уште една бела саксија, искрено не знам зашто купив 2.
Знаев, но заборавив, не ми текнува што сакам да правам. Во ред. Ова е дипле за купатило. Поточно ова е мало дипле, го купив за WC-то, затоа што WC-то ни е одделено од купатилото. А ова големо дипле го купив за во купатилото. Јас имам вакво и чудно многу е меко. На овие работи немаше попуп. Да, има попуп. Големото дипле кошташе 6 евра, а малото 4. Обожавам да купувам работи за дома и никогаш не знам кога треба да престанам. Тоа ми е многу голема мана. Да. За 1 евро сингерчина за 2-3 месеци. Затоа што јас се чистам со нив и многу брзо ги фрлам и едноставно секогаш ми треба да имам дома. Жица за алишто сушење. Јас сум вистинска домајкинка. Штипки. Затоа што иде пролет. Малце со цветчиња. Купив едно обично мајче за мене. Знаете, обични работи секогаш требаат. Ми стигна пакет од Тему, исто така и тоа планирам да ви го покажам. Овие пампаси ги порачав од AliExpress. Вака да видите. Сега се уште не ми се наредени како што треба, затоа што користам стара вазна, колку да ги чувам, но планирам да ги ставам во бела вазна или некоја крем боја, не знам, таа ќе ми одговара. Јас овие пампаси ги порачав од Тему и мислев дека се пластични. Јас кога ги отворив, затоа што сум алергична на полен, на прашање, почнав да кивам и сега почнаа да се ронат, да паѓа, да ми прави ѓубре дома, да морам после тоа да метам и ми беше страв да не излезе некоја бубачка од нив искрено. Ама добро изгледаат. Тоа е важно. Да бев Македонија, немаше да порачувам со пари. Немојте да се порачуваат, затоа што Македонија има милион места кај што можете да најдете трева сува. Немојте да трошите пари. Порачав 2 соларни лампи. Чекајте. Па добро изгледаат. Знаете што планира вака? Да го ставам телевизорот, на едната страна едно светло, на другата друго. Видете, вака треба да стоят. Замислете, едно овде, едно таму, на средина зидот. Прекрасно. Предобро. Порачав и една лента. Знаете, она како лајсна што иде около плочки, до шолја, до рабови. Веќе имам порачано една мала, но мислам дека ќе ми треба голема, затоа што лепев стикери на зид. Ќе ви покажам. И сум задоволна и не сум, не знам како да кажам. Ќе видите. Ево како изгледа. Мислам дека може и да се стави на ќош. Тоа е тоа што се однесува до овој хол. Се надевам уживавте, се надевам ви се допадна. Доколку имате некои прашања, слободно пишете ми коментар. Останете со мене, доаѓаат многу интересни видеа, ви ветувам. Великден ќе одиме, планирам Македонија.
Потоа спремање за свадба, лето иди, пролет иди, многу се радувам, искрено многу убав период. Имаме малце, како да кажам, повеќе обавези што се однесува до селењето, но веќе сме при крај. Тука ништо не ви снимав искрено, затоа што јас работам и не сум секогаш таму кога се работи, кога се фарба, кога се лакира вратите, кога се мести подот, но ќе видите секаков. Ова сигурно пампасот. Да. Ќе ви снимам видео, ќе видите. Влог, што се однесува до влог, започнав, но се уште немам што да снимам. Искрено, последниве дена бев само на работа дома, така да и кога сум дома, јас лежам, си пуштам филм и така заспивам. Но, да, ве очекува многу интересни видеа. Доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк, коментирајте, споделете со ваши пријатели, а ние се гледаме во моето наредно видео. Чао!